Комичен мегахерц. Свет на сјеличката, но нека не ве плаши времето надвор, тоа не значи дека се враќа зимата, пролете, но сепак лаже дека е зима, едноставно проблем со карактерот. Се менуваат месеците, времињата и половите на овој свет, така да ако беше март со 300 умишта, сега априле со 600, што би рекле нашите Грците. нови генерации. Да. И генерациите наши. Иначе- Сакаш Жарко да така? Да, Извини, не, кажи, ајде да не те прекинувам. Повели. Велам, чудно време, не време. Да. Продолжи мислата. Чудно време, не време, во ова време современо. Така е, точно таа и таа мисла излезе дека била мисла на Комичен мегахерц. Да. И големиот Лампион. Лампион, така се Лајпциг, презива. Лампион, Нека не ве Лајпциг. чуди, Лампион е презиме од Лапонија. Да, а Лајпциг е името на тој човек кој што е од Лапонија и се вика Лампион. Лајпциг е исто град во Таму северна некаде, Европа. Полска. Полска, така е. А инаку за сите вие што се чудите што е денес, денес е 7 април, тоа е 90... Август. Април. 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 Стварно, денеска е априлили, денот на шегата, 7 април. 7 дена после првиот ден на шегата, ова е 7 така. ден на шегата. Априлили 97-миот ден од оваа година, што не е престапно, инаку ќе беше 98-миот, али не е затоа е 97-миот. Според Григоријанскиот календар остануваат уште 268-миот ден, Така, најверојатно тоа значи. 268 дена за да можете да спремите руска. И да одлучите каде ќе ја јадете таа руска, Во за Лајпциг, најлудата ноќ, Лампион Лајпциг. Денот, градот на лампионите. Да, инаку Лахма вика, джун е храна која се јаде... со лахма. Не, лахма джун, со джун. А лахма се јаде со джун, така Да, е. во јуни, джун. Джун, лахма джун, тоа е како- јадење кој што се јаде во јуни, така. Значи летни јадења. Летни, еве, другарка на братучетка ми. Поздравија. Значи имате две летни јадења. Едното е, како се вика тоа, летна манџа, Така? а во превод би значело лахма джун. Лахма джун. Лахма манџа, джун јуни, лето, значи да. летна манџа. А July Morning, Јураја Хип е познатиот хит од 70-тите кој нашата постара генерација, односно родители, фамилија со родени со лична карта број запишан Во катастарот? Во катастарот е постар од нашиот. Од нашиот, апсолутно така. Иначе, истата таа песна одеше како одјавна шпица во филмот Лан Лола Ран или Ран Форест Ран. Тоа беа два филмови кои што на крајот испадна дека се еден, но за тоа потоа кога За ќе излезат различна тие клиентела. рецензии. Иначе морам да кажам дека рецепти можете да следите на на Телма. нашиот сајт кој што се уште во подготовка. Реков, Телма и Луис, тие се познатите. Телма и Луис, да, серијата која што беше Breakfast at Tiffany, која што Така беше е, многу така е. популарен филм. Breakfast at Tiffany, да. Инаку 451-та година на Така. денешен ден хунот Атила или Атила the Хан Клинче? sacks the town of Metz and attack other city singles, значи Сакс го испил градот, го исцицал градот од Мец Да. и ги преселил сите во голската тврдина. Инаку, че како Астерикс и Обеликс пие какао како напивка. точно Информацијата така, е нивниот- лажна дека е некој друг напиток. Да, нивниот визард, как се викаше? Како се вика? Мерлин. Мерлин, Монро беше да. глумица Мерлин, ќе И настапи со познатата концерт президент. Да, президент, не зна. Президент, што подоцна препеа. Така, после препеа Лепа Брена, а и познатиот Питбул. Питбул, така е, Териер. Питбул иначе има песна која што се вика Let It Rain Over Me со Марк Антони, бившиот на Дженифер Лопес, кој што е Let It Rain Over Me. А инаку Бен Афлек е среќен во врската и бракот со неговата сопруга. Така е, и за Најновата тоа не се информација. секирете, а братот на Бен Афлек, Кейси Афлек, што туку направи нов филм, а вие треба да го погледнете. Инаку Кейси Афлек е оскаровец, веќе здобиен со статусот добар актер, односно потврден од Академијата за Науки и уметности Ману. Така е. Ај. Инаку исто така мораме да кажеме дека денеска е, немој да се чудите дека ние зборуваме глупости, денеска е денот на светскиот ден на информациите. Значи колку повеќе информации ќе кажеш толку подобро за вас. Инаку Ечеран се искачи на врвот на сите топ листи во светот со песната Shape of You.
Shape of you. Не, да. Не, как имаше рефренот, не ми текна се. Таа познатата исто, тоа е ремикс на тачно. Ми го зема зборот од Вазна. Од Вазна ти го зема зборот, но не и цветот, а вие сите што имате цвеќиња дома, не заборавајте да ги наводните вашите цвеќиња, затоа што ладното време ја цица водата од цвеќињата, немојте да мислите дека топлото ја цица. Ладното ја цица. Покрај тоа што Жарко денеска е светскиот ден на дезинформација, денеска е светскиот ден на женските совозачи, односно тие што се возат поред возачот, а се од женски пол. Совети прочитав неколку за женски совозачи ако машкото е возач, односно тој што седи од вашата лева страна, ако не сте во Англија од вашата десна страна, имате неколку начини како да го задржите вниманието, односно да го кренете притисокот на возачот. Што значи удрете се во некој тротоар и тој ќе се расони. А иначе ова беше тоа што сакав да кажам, значи песна на Черан вика вака. Ула 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 ла, мила with your body. И тука се надврзува. Стани моме да заигра. Ула 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 ла. Значи каде Черан црпел фолклор. Крадено е се од Македонија, затоа што Македонија е лулка на музиката. Да, дали знаеш дека Адам и Ева биле од Прилеп? Како не, па боси, голи. Боли госи, да, Маркови кули. Да. Кули лули. Кукулу. Поздрав до бившите водителки. Тоа беше култна реплика во една представа на драмскиот театар и викаше дали знаеш дека Опра Винфри од Прилепе. Како е бе вика од Прилепе? Вика кога седеле во градската кафана поминувала цркињата и ти вика види ја ди го правеа. И така. Ова е текст на Венко Андоновски, by the way, и го поздравуваме нашиот Венко. VA. VA. Инаку на запад ништо ново, познат роман. И позната песна на Рига Чорба. Така. И додека седам на шанкот, изузетне делумно пијан, тоа делумно пијан да го обработиме. Тоа е како пијан сум, не сум пијан. Да, джапнат малку, припит. Зборот е джапнат. Ги мразам помалку и себе и другите. Што се римува со джапнат? Джапнат, рапнат, апнат. Кракнат. Подобро змија да те апне отколку магара да ти го бафне. Да, лафне, да. Лафне. Извини, јас ги со други терминологии се служам, моите се од далечната 1979 кога големиот научник Ларс фон Тригер напиша Тригерот е ваш, вие само треба да си го одредите. Така, честит роден ден до сите што го славеа пред 2 дена. Денеска е таков ден што се честита роден ден пред 2 дена, тој што го славел. Денеска ако е забаено да не е забораено. Ако е закаснето да не е подзаборавено. Колку летки, толку петки. Така беше познатата кога фрлаа летки. Дали се сеќавате? Чичко пушти книџиња. И што ви фрлаше Библии. Да, кога размислам како што се добро за Јеховини сведоци да не доаѓаат на врата туку до згора да ти ги пуштат. Дека не се навредат тие што се Јеховини, ама смешно е. Да, иначе морам да ви кажам, драги мои, дека вечерва е представата Сон на летната ноќ. Сон на летната ноќ е најновата представа на театар комедија. Многу сме зборувале за неја, затоа сега нема да ви зборуваме, дојдете да ги видите фантастичните креации на актерите од театар комедија и гостите околу неа. Во недела е представата Приказните на заборавените предци. И вторник е представата 11-4 вторник Сон на летната ноќ. Значи два пати играте Сон на летната ноќ за краток период. За краток период. Значи тие што ќе погледнат денеска и ја препорачаат оваа представа, не очејувајте, за многу брзо ќе биде, односно за 4 дена од вашето фалење и пофални зборови за истата представа што сте биле гледале оваа вечер. Така е, а инаку мора официјално да кажеме дека конечно се одреди датумот за премиера на филмот Ах, љубов моја. Представата ќе биде, филмот ќе биде, се извинувам, на 21 овој месец во киното Милениум, а веќе од 27 ќе можете да го погледнете филмот во Cineplex. Сега одиме со реклами, со една нумера и се враќаме со денот на дезинформација. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Мановци го слушаме на 99,3. И? Прашање кое е многу интересно. И? Немаш одговор секогаш, затоа што заглавуваш кај А.
0231313332 е бројот на нашето студио, јавете се и дадете ни одговор на и може би ние ќе ви дадеме нешто друго. Не може би, Мало ќе ви дадеме изненадување. гратиси за представата на 11 сон на летната ноќ. Па да, може 2 гратиси за 0231313332. Да, 2 гратиси за одговор на прашањето и ти треба да одговориш, не знам што е одговорот, мислам ние знаеме, ама не смееме да го откриеме и да Така е, кажеш затоа што- пакет кетчап и мајонези. Пакет аранжман. Цела нација се крена за кетчап и мајонези. Тоа не можам да уште да поверувам што е работа. Така е, но кетчапот и мајонезот доколку ги јадеш умерено можат да бидат многу добри Во за вашето тело. комбинација како се вика тој сос кетчап мајонезо. Кетчома, Кетчапојезо. Сега јадев што вика кемф, кетчап и сенф. Како? Кемф, А, кетчап звучи и го. сенф. А имам јадено и прагне. Тоа е како? прасе полнето со јагнешко. Тоа е добро за джигерот. телетабиси. Да, за доколку телетабисите Кој е знаат да вашиот јадат. омилен телетабис? Јаде прагне. Другиот се мачка со кетчап, а третиот ги мачка табаните со мед и затоа е Шекерко. шекелуки лала. Как се вика тие минки винки? Тинки винки, лала и по. Да. Сакам да прашам Жарко, Да, Атанас, повели. како ти се викало првото милениче, дали памтиш? Слободен. Не. Не, првото милениче ми се викаше Куче, Блеки. риба, Блеки, куче. Блеки? Куче. Да, Блеки. Дека беше бело. Да, дека беше бело. Првото ми се викаше Блеки, првата пудица ми изгази кола. Второто ми се викаше Арчи. И Многу окељаве. слушав Парчи пејач од тогаш И и окељаве под лице. да, ја окељав под лицата и тоа ми го отруја. Третото ми се Де бе, викаше, Жарко? не, пардон, те лажам. Првото милениче беше шарпланиец, ми се викаше Лиза и живееше 15 години. Да. Да, умра. После има и викам, милениче, додека. Арчи, Блеки, кој други, па не знам, Не мачето. фрлајте отров по улиците, се трујат кучињата. Слушате ли? Така е, а се трујат Манијаци. и другите луѓе. А инаку мачката ми се викаше Паце, а Како баце, ама паце, како пацер баце. да бе, Пацер Баце. Бацер Паце. Баце. А иначе, Добро. сега да кажем, првата милениче што го имав, уствари и тоа излагав, беше коза. И козата се викаше... Добро, нема да навлагаме Не, вашата нема да навлагаме сторија. во другите работи со козата, него како ми се викаше првото милениче? Знаеш финтата со Миленче се гумените викаше. чизми? Со Коза. Мените чизми ја знам и таа исто финтата Исто да го со- донесеш на врв на планина. на да. врвот. Исто со на рап од провалија, тоест. на со медот. А та не за Да, или ако сака некој да сподели приказна за Коза? миленичењето или козата или финтите, 0231313332 е бројот на како нашето 0, студио. јас не го разбрав. 02 3-1, 31 добро? 332. 3-3-2. Добро, гратиси даваме за представата на 11 сон на летната ноќ, најновата продукција на Театар Комедија, а вие треба да одговорите само на прашањето И Тоест не е како потврдно и туку како и што па, сакаше да каже авторот. Така е. Дали пишувате поезија? Денеска е совршен ден да не почнете. Да, апсолутно е совршен ден да не почнете. Денеска е ден да си ги ставите слушалките на уво и да слушате комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц. 96-тиот. 0,0, драги слушатели. Надополни ме, не ме фрлај. Така е, Жарко. Тоа го викаат многу девојки на своите дечковци, но ние ќе кажеме само поздрав до сите наши убави дами кои што шетаат покрај нашето студио. Ги Поздрав до поздравуваме. порталот Ваистина или порталот Жарко Димовски. Сите стори за Жарко поврзани можете да ги најдете на порталот vaistina.mk. Атана, сајде би сакал да играме на игра. Да Два. пробаме вака. Ти ќе ми кажуваш зборчиња, а јас добро. на секое зборче ќе пробувам да испеам некој стих од песна, да видиме дали стварно што ме зафркавате дека сум џубокс. Ајде, роđена. Роđена си да Да, се... добро. Тетреп нема. Роб. Роб сам твој, ти ме не волиш Добро, виш. стоп. Дали све српски, брат? Ајде ќе видиме, дај ми македонски збор. Глава. Главата ме боли од жешкото сонце. Каде си тргнала Кито е песната иначе. А Кито? Да. Ова е популарна песна во Србија. Да. За свирмино Киту. Но Кити. Ајде дај ми друга песна. Кикирики. Дај ми друг збор. Ајде, кикирики. Нема. Кикирики ке продаваш, само да ме издржаваш. Едноставно Браво, ти се ете. зовеш љубов. Гледаш, јас Да, знам. така е, така е. Мини джубокс, мини Жарко е Атанас. Или Атанас за Жарко за сиромашни е Столемицов, а Атанас би бил како За не знам. средна класа. Другарот. Ајде, зборче. Немој да бидете што без зборче? Дај ми зборче. Краставица.
Краставце продаjem на пијаци, зелене су боје. Ке не исклучат, Слушателка, имаме Кај на да? линија, само да истанам слушалките. Ало. Кој ти даде знак? Ало, Ало, се укочих во чекање. Па Каде, извини надвор ли малце. сте? Ама ве сакам. А може ли да појачате, ништо не слушаме? Не вие што се вувате туку од режија. Може да не ја појачат? Јас сам да сум си ја појачал. Извинете, неписменоста моја, нека не влијае на овој разговор. Со кого разговараме? Лидија и ве сакам многу. Лидија, знаеш дека има многу јака финта со твоето име, аман не е важно сега во емисија. Знам, Дебармалска е. Да. Добро е тоа, одлично е тоа, Лидија. Лидија, од каде ни се јаваш? Од Скопје, претпоставувам. Од Скопје и гласат за 11-ти. 11 гласаш? За 11 гласаш. Добро, кажи ми, само дали ќе ни одговориш на прашањето и И ве сакам и да продолжите. ќе продолжиме нормално. Лидија, Да, добра ли си ти денеска? благодарам, добра сум, ама скрати душовото и сум од мобил. Ајде, сите сте на сметка, не троши толку. На сметка на фирмата. Да. Добро, Лидија, само во режија сега остави го твоето презиме за да можеш да си ги подигнеш картите на 11. За 11 имаш 2 гратис билети за представата Сон на летната ноќ. Ти благодариме за јавувањето, ти благодариме за одговорот, Лидија. Јас на вас ви благодарам за прекрасната емисија. Чао. Чао, Лидија, поздрави ги колешките, доколку имаш колешки, а доколку немаш колешки, не ги поздравувај колегите. Така е. Инаку големиот бодибилдер Кари Крок, тој е од Иран, изјави дека всушност целата финта со стекови била лажна. Така е. И дека телото се зголемува со стероиди. Значи не јадете стекови, не продржете диети, Едноставно шприцот во рака и награда во квака. мишка. Добро, како што е Не, ова... ништо не е добро. Билетите ќе ги подигне на билетарницата на Театар Комедија. Театар комедија. Со незината лична карта и име и презиме, затоа што ако не да донесе лична карта, ќе има финта како може да ги украдат. Така е. А уште на линија, Лидија. Поздрав, ајде, чао. Значи, како што беше овој митот со стековите што го кажа Атанас, ја имам уште неколку да ви ги прочитам. Значи, За Сизиф. За Сизиф, да, и уште неколку пример, дали стварно Монте Еверест е највисоката планина во светот? Тоа не знаеме. Дали пред јадење секогаш треба да ги миеме рацете? Не знаеме. Дали октоподите имаат само 8 нозе? Нозе. Дали така се вика пипци? Дали црвената боја на вистина ги иритира биковите? Дали месечината нема темна страна? Има. Храната можете да ја јадете од Албум земја има ако на веднаш ја земете штом паднала, значи не се контаминирала. А тоа како правилото 3 секунди? Како дали рибките имаат меморија од 3 секунди? Помалце. Помалце добро. Дали треба Што? да ги четкате забите веднаш после јадење? Да. Гравитацијата дали не постои во вселената? Не знам, не сум бил. Јадењето доцна на вечер доведува до дебелење. Не. Картите некогаш можат да се измешаат по ист редослед. Да. Ако местиш. Затоа носите лични карти да не ве бунат на Да не билетара. ви ги мешаат. Биг Бен е името на саат кулата во Лондон. И филм на и познат наслов на еден филм. Така е, емисиите од микробрановата се штетни. Кои емисиите? Не знам, слушајте сум слушал емисии во микробранова, слушајте на радио. На кој се Овилен, 96-тиот. Кома нула. Замисли, седе по Одлично. микробранова, вчера слушавме емисија, малце топло, брат. Атанас, дали ќе го отвориш тоа што ти го пратив преска првиот линк? Има Сек секунда само. Да. Има многу кратки реченичиња, кратки хорор приказни. Слушател, Слушател повторно. повелете. Добар ден. О, здраво. Добар ден. Како? Маријанов да Скопје. Здраво, Маријан, како си? Добре, вие како сте? Добро, братуе, од Сабајле работиме. Емисија. Одлично. Од кај ни се јаваш, Маријан? Од Скопје, Маријан. Аха, Маријан, вака, ако одговориш на прашањето и ќе ти дадеме и тебе 2 гратис билети за сон на летната ноќ. Не го разбирам прашањето. Па, не знам ни јас, не го разбирам, никој не го разбира, затоа е комплицирано се одговори. Ако има начин и Ако има начин, има и решение во. Така е, тоа е точниот Браво, одговор, еве го браво, запишан што би рекол еден Одлично. наш водител ги покажува после тоа, но ние немаме таква, не има потреба за таква верификација. Маријан, те молам остави го презимето во режија и на билетарницата може да си ги подигнеш билетите за 11 гратис билети за сон на летната ноќ.
Ете така, а иначе за благодариме, сите Маријан. фанови на театар комедија и на пабот комедија, да ви кажеме дека денеска паб комедија слави 1 година од своето постоење и денес цел ден ќе има журка таму, но најакото ќе биде вечер после 10:30. Честит роден ден паб комедија, да сте живи и Така е. здрави Жарко, и да да не не знаеш кој е обслужувате првиот- редовно. Повели. Ајде, да не се фалам. Не, Ајде. кој прв го испие еспресото во паб комедија кога се отвори? Тоа сум јас, благодарам. Сакав да кажам, да се заблагодарам, батали се дезинформации, сакам да се заблагодарам на една наша пријателка, ќе кажам, Маја Колевска, сакам да се заблагодарам затоа што тек вчера имав можност да го видам алманахот кој Маја го спремила и го направила и го подарила на театар комедија. Ти благодарам, Маја. Тоа е еден алманах на збир на сите представи што се одиграле и се играат на сцената на театар комедија, а воедно е ставена и нашата емисија Комичен Мегахерцова, никој не го направил никогаш за нас, така да ти благодарам многу за одвоеното време и нервите. Поздрав Маја и од мене, се разбира, и Маја рече дека биковите иначе ги привлекувала црвена боја бидејќи ги асоцирала на љубов, а ние продолжуваме со Интересно. Атанас, ќе ми дадеш ли некој твој фон по твој избор да е малце страшен? Да, факултетот. Добро, ајде пробај да го изимитираш факултетот. Па како се имитира факултет? Па не знам, некој звук дај ми. Картите што ги добија нашите слушатели да ги подигнат, само нека остават име и презиме, со лична карта на билетарницата на театар комедија ќе си ги подигнат билетите за 11. Така е. Добро, верете. Благодарам. Пробај да ми дадеш еден брум вако. Бум, бум. Се разбудив кога слушнав тропање на стакло. Прво мислев дека е прозорецот, додека не слушнав дека доаѓа од огледалото. Вечер пред спиење нека ви текне на ова, драги мои. Што да не текне? Доколку ви тропа некој не од прозорецот, туку Тоа е од другата димензија. огледалото. Инаку, кога сме кај димензиите, за сите фанови на sci-fi, што би рекле на некој радија, излезе првата епизода од третата сезона на Rick and Morty, долго очекуваната цртана серија, која според мене ги надмине и South Park, и Симпсонови, и Family Guy, Апсолутно, и да. Мали Каплейбин. Хеј, Морти! Морти! Многу се јаки, значи најјаките. Ако сакате да се изгубите во димензиите, погледнете ги Рик и Морти. А сега, Жарко, може да одиме со малку музика и шампити. 94, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Ли се слушаме. Да, да. се слушаме. Сите вие што порано сакавте да си изборите по фиксен, односно домашен телефон, така е познатото Да. дома. И предпоставам дека имавте и такви како игри, како сексуални игри со вашите љубови или симпатии или нешто. Ви текнува колку добро време беше? Да, ни текнуваат нас, ти благодариме на прашањето. Вако одговорија луѓето кои не слушаат во моментот. Да, а имаше една песна која што викаше ако ти значам јави се на фиксен, ако ти значам барај ме на фиксен, но изгледа нит му значиш, А исто може и нит те како- сака, тој го фрли фиксниот во канта. И исто може да биде и порака за некој, ако ти значам, не се фиксај. Не се фиксе затоа што фиксниот телефон може да те направи да бидеш премногу фиксен, а ние треба да бидеме мобилни затоа што животот ни дава динамика, мобилни мора да бидеме што повеќе и да си ги полниме батериите. А за сите вие што ви се празнат батериите, ние имаме екстерни батерии со USB кои што можеме да ве наполниме во било кое време, да ве рефрешираме, да кажеме и така натака, не трошиме многу струја. Поздрав до Дејан Дамјановски, режисерот кој што се грижи за представите во Велешки театар, што ви го помина со точак, а вие сите што сакате да возите точаци, драги Поздрав мои, до возите младите. точаци и уживајте. Си викаат што е сега ова, што се случува, нашите фанови пред нашето студио. А иначе поздрав до сите камионџи, сите таксисти и сите луѓе кои што не слушаат во диаспората. А инаку сакам да кажам дека 1999 година Полека. беше да, здраво. Се залета. Се залетав, да, здраво. 1999 година беше година која што дојде одма после 1998, а пред 2000 година, пред новиот милениум, и тоа беше година за паметењата нас. Така, точно, бербата тогаш беше најинтересна за семки, затоа што семкарите таа година изјавија, Дека извадија сакаат сончо гледа. да, буџет дека најдобра заработка е 99-та за сите семкари. Ако си семкар, врати се во 99-та со помош на временска машина. Стартувај! Стартувај точно познатите No Go Out.
Вика Црвенка, па позната и по други слични имиња, е позната бајка во која станува збор за истоименото девојче и за лошиот волк. Приказната има претрпено значителни промени низ историјата и е се уште предмет на бројни современи преработки и читања. Оваа приказна е класифицирана под бројот 333 во систем за класификација на народни приказни Арни Томпсон. А дали Црвен капа, која става капа да вика има капа, кога ја вади вика нема капа? Има капа и нема капа. Добра беше алузијата, драг мој пријателе. Алузија. Алузијата, за илузијата. да. А дали алудираш илузирајќи? Интересна тема за конфронтација помеѓу Така е. два пола од спротивно значење. Така е. Тоа е како магнет. Точно така, магнетните полиња на протоните, невроните и хистологијата во животот кај луѓето не секогаш одат како што треба заедно во тие полиња на сферно некроси шлахатит нетуш алаф еахни. Да, ова ќе го преведам јас, а тоа значи земено од грчкиот збор драма, што Да. значи действувај. Така е. Сакав да прашам, дали се сеќавате кога бевте мали? Не затоа што вашиот мали. мозок не беше доволно созрен за да ги памти работите кога сте биле до една годинка. Да, јас кога се пораѓав, кога го видов докторот што ме Кога пораѓа, се веднаш пораѓаше? почнав да плачам затоа што беше многу грд. Тоа беше една анегдота на еден наш кој што не слуша и така само да го поздравим. Иначе вика дека дијалогот помеѓу волкот и Црвенка па има сличности со нордиската пијамиша од Елдер Еда. Джинот пример го украл Мјолнер, чеканот на Тор бе жарко, а за возврат ја бара Фреја за негова невеста. Наместо тоа, боговите го облекуваат Тор како невеста и го испраќаат. Кога Тор джиновите е ги црвена забележуваат неженствените очи на Тор, јадењето и пиењето, Локи им објаснува дека Фреја не спиела, јадела и пиела од копне за свадбата. Значи, од ова е инспириран дијалогот помеѓу Црвенкапа и волкот на првата нивна средба во шумата. А доколку вие сакате да... Имаш ли ти факти да го потврдиш? А имаш ли ти доказ за ова што го тврдиш? Точно. Одма се слушна сирени. А доколку вие, драги мои, сакате да отидете во шумата и да ја осетите магијата на шумата, дојдете на сон на летната ноќ, вечерва и на 11, затоа што шумата прави чуда, а боговите прават Магија. руда. Представата... Представата, да? Што се случува надвор? Нешто се случува, да, и се извинуваме ние вака. Има некои проблеми? Да, сирени доста поминаа тука, возила полициски. Не, без паника, Но без како паника, god, без паника. Било тоа, ние ги поздравуваме сигурно и полицајците во своите коли кога се на акција слушаат радио и претпоставам дека не слушаат нас. И ве поздравуваме! Оркестар уплавом свира, ја те гледам малку нас море. Инаку интересен податок за фудбалските фанови, а Да. тоа е нов спортски директор на фудбалскиот клуб Вардаре, Дарко Панчев, фудбалска кобра. Поздрав до Ова е Дарко. Да. Знаете си дека е Дарко Панчев, тоа не мора да го кажам. Сакав да ве прашам, од кога не сте си посакале да јадете шампита? Од кога се држите на диета? До кога ќе издржите шампита? Шампита или Вечека. кремпита или обична пита, сето тоа е во духот на Рита Ора. Како е кремпита на англиски? Креми пај? Креми пај. Да. За сите што сакате креми пај, одете и набавете си во најблиската Иначе вчера сладкара. гледав новиот филм со Брайан Кренстон и Джеймс Франко, Why Him. Има вакви интересни досетки, убацки и добар хумор, така да изгледајте го. Ќе биде погледнат. Иначе додека сме кај волкот и Црвенка Патанас, викам Господе Боже. толкување. Уште ова и не замарам веќе со, но имаме нема потреба. и публика која што треба да го знаева. Значи, покрај јавното предупредување за разговор со непознати, нели? Што ја викаат Црвенка, па постојат многу бабонче, да. толкувања на класичната приказна, многу од нив се и сексуални. Некои од нив се наведени подолу. Јас ќе кажам само едно. Значи има повеќе, а едното е за обрет. Вика вака: приказната е толкувана како обрет на пубертетот кој произлегува од предисториско потекло. Понекогаш потеклото произлегува од претходната матриархална ера. Девојчето заминува од дома, збунето и разгледувајќи ги актите на приказната, значи се тоа што се случува во шумата. И потоа е претворено во возрастна жена од чинот на излегување од стомакот на волкот. Тоа беше толкувањето. Не е ништо страшно, нема потреба за паниката, на сепак сме во етер и ние сме едукативни, а не сме провокативни. Едукативно програм. Едукативно програм со Ацо и Жацо. Да, можеш да го пуштиш и тој джингл некогаш со Циганот. со Рамбо, не бе циганот, Рамбо. Со Ромо Трамбо. Рамбо. Тоа беше многу добро време Кога кога ме прашуваа тебе, гледам овде на интернет, вели кога ќе јадеме сладолед? Па кога ќе дојде сладоледжијата? да го направи сладоледот.
мајко. Зрн, прави ти текнува сладоледжијата порано како правеше зрн. Не, тоа е Зрн, поштарот да, Атанас. тоа е поштарот А дали Атанас. поштар може да ти донесе сладолед? Например, да си нарачам ја сладолед по ДХЛ или на некој начин, дали постои начин, љубов јас да те наречам, Долго прашуваше. срце ми крадеш. Да. А Не, никога дали да се може стварно по предаде. ДХЛ да ти стигне сладолед дома, уште да биде смрзнат? Па најверојатно. Прашање за награда е ова, за Нобел Прайз. Ја го знам тоа можеш да си нарачаш пица и да ти ја донесат по пошта, ама нема да ти ја донесе поштар, ќе ти ја донесе delivery boy, што се вика на дете. А може да тој да одглуми дека е поштар? Дека сакам поштар да ми носи пошта. Па можно е да се направи тоа. Телеграма, пратете телеграма на некој, пратете, бидете мангупи, одете во странство или ако сте сега од странство, Жарко што би рекол не слушаат Будимпешта? тие звуци ги слушнати или избледов? Не слушаме с ништо затоа што не ги носам Се случува нешто во режија. Или на телеграмата напишете сонцето е преку 300.000 пати поголемо од земјата затоа што тоа е вистински факт. А што кажа? А телеграма, пратете Да. телеграма на вашите најблиски ќе се израдуваат кога ќе стигне. Така е. Сигурно тоа, сигурно. Тоа бидете ведри кога станува збор За ведрина. Така е. А кога не станува збор за ведрина, вие сепак бидете ведри затоа што ведрината е многу поубава од темнината. А јас сакам да прашам, таа што се вика ведра не е ведра, како иде тоа у склоп со името? Па најверојатно Ти како што Жарко како жариш? Не, жариш, тоа точно, жариш. жариш, па пример весела треба да е весела. Па, Цело време да е развеселена. Галена треба да е пример галена многу, како мазена, како. Аха, Текнува. како од мала до негде или по цел живот треба Па, да биде као галена? цел живот, Као тоа да. името тоа ја опишува, те Да, кажува кој си, како така? на пример Миријана треба да е Миријана. Како малце мирна, ама и да се Ама вика и Јана. да пие вода валјда. А, не знам, ладна вода или топла? Па најверојатно млака Ама не, ако пие изворска она од извор, од извор, да. да, тоа е добро. Да. Како од А тоа пример ако се викаш да кажеме Јусуф, треба да си Суф, малце ти текнува како послаб. женското име од Јузеф е Јусуфка? Јувка. Јусуфка. Ох, Добро, мој мајко. интересни теми обработивме Жарко денеска, морам да Мислам забележам. дека тоа се доста интересни работи кои што треба да ги кажуваме ние се почесто затоа што нели денес е денот на информација и дезинформација. Ако одите во вашата викендица, уште еден корисен совет е тоа да не заборавите кабли за поврзување на стариот систем со вашиот нов мобилен, затоа што секогаш доаѓа до една ситуација што предизвикува неспокој, нервоза и проблеми меѓу тамошното друштво, што може најчесто да предизвика тепачка, пцуење, Нереди, карање, да, карање и Значи, негативна земете ги енергија. каблите, не ги заборавајте и секогаш носите кисело млеко затоа што не знаете од што можете да изгорите. Така е, а иначе агалматофилија е сексуална привлечност кон статуи, кипови и кукли. Значи доколку некој дојде во Скопје Да, и сигурно има агалматофилија. да, и ќе почне да вика колку е добро тука, значи сигурно има агалматофилија. Рај за агалматофилите е Скопје. Скопје, така е, дојдете во Скопје, драги мои, уживајте. Растртете ги. Опа, пардон. Распарчете ги, делете ги. Не, расцветале јаблани Види грушки. како задува ветер, како се дигна знамињата, ова е спектакуларна гледка, штета А тие што не можат ветерот да ја го видат. носи, Ветерот ги носи вчерашните вести. така е, и пораките мои што и се пораките од упатени минатото далеку. кои што се упатени далеку. Кони днината која што ќе доаѓа допрва. А иднината секогаш не чека будна. Така иднината почнува денес, вие треба си ја направите вашата иднина, драги мои. Значи денеска закопајте си богатство од 20.000 евра, закопајте го точно, И за сега ќе ви 20 кажам години. каде. Ќе кажам Ќе каде. кажам точно. каде, нема да ви го пипне никој. Никој, апсолутно. Во Драги денешно- мои, Што, за толку жал се тој откажи. иде Не, крајот нема на крај, нашата нема дружба. крај. Мора... Не, минатата имаме- емисија сме намалиле оваа, ќе зголемиме Ова, џабе добро, имаме мафтате. уште точно 4 минути, драги мои, Сат тие и 4 пол. минути. Така е, од прилика неколку работи кои што заборавивме да ги Ставија кажеме. во втора. Ставија во Ова е втора. совет за луѓето што се на автопат и не слушаат. Да, апсолутно. Гледаш дека се мачи колата. Така, сите не, вие што плаќате патарина и доколку некој случајно не слуша на патарина, морам да ви кажам, малце бидете по насмеани цело време. Јас знам дека е тешко и дека е чудно да се работи на патарина, во смисла различни фаци, различни профили на луѓе ви доаѓаат цело време, но како и да е, морате да уживате. Прашање. Да. Тие што работат на патарина, нарачаат пица. Да. Пица деливерин или има само еден пат, мора таму да дојде. Да. Кога ќе се врати ќе му наплатат патарина? Па, најверојатно. Или денек за пица деливери не важи. Као, окей, брат.
Фала за пицата и беге, дури не те гледа. Нема како. Па да, нема како, нема. Мора. Види, служба е служба, дружба е дружба, Па брат. така да, иначе прекршок ќе направи, ако има полиција, тука не сме да сврти кола. Да. Са си дете што се направи памет, па може да сврти назад да сврти, не може. Не може да сврти затоа што ќе биде во обратна лента на автопатот или ако се враќа на рикверц евентуално. Иначе, еве ви 3 факти за пред крај. Луѓето родени во денешно време го делат роденденот со 17 милиони други луѓе на планетата. Страшно. Во текот на 12 години основно и средно училиште имаме просечно 17 пријатели. Страшно. И тој број се намалува на 20 пријатели до вашиот 40 роден. Ова се 2 факти поврзани во еден. Добро, одиме со уште еден. За време на просечен животен век ни растат околу 950 км коса. Ова не е точно, затоа што мене ми има пораснато 2-3 км и тоа е тоа. А плачеме просечно 4 пати неделно и ова не е точно. Кој ви ги Патот пише? е во изградба. Да, така е, патот е во изградба. И последниот вика: повеќе од 12 години гледаме телевизија, 19 денови од животот одат на барање на далечинското. 19 денови од животот одат на барање на далечинското. Како да го бараш низ куќа или како додека бараш со него? Не знам, мене телевизорот ми е наместен на гласовна И контрола. мене исто на гласовна односно, кога команда. кажам, баба, Добро, ова се валјда од пред 10 години. пушти тој канал и си функционира страшно. Јас така си го имам меморирано со бабо. Па добро, тоа ти е многу добро, да. Види, Саурома, бабо. Ти текно познатата песна, таму Да, тоа е значи- хинтот за да си ја користиш тоа баба значи ти бабо како далинско. оди кај телевизорот. Значи Саурома бабо значи бабо оди кај Значи има телевизорот. хинтови во песните, открити ги сами, ние ќе ви откриваме по еден хинт секоја емисија, а ова беше Комичен мегахерц, Зарко, ќе го прочиташ ли На тоа? вашиот омилен мегахерц 96. 0,0, дами и господа, не дозволувате ова драгоцено време да го го потрошите одземат. заедно. Со Жарко Јатанас. Со Жарко Немој, користете Јатанас. го со вашите најблиски. Жарко Јатанас се никој и ништо, односно во превод библиотекари на радио. Музи, ла, Тики Нуту Карахаса, Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Само да го уредник и поздравиме водител. Сашко Коцев во живот си на Комичен мегахерц, како си, брате? Супер, Еве, во живот си на Комичен мегахерц, само поздрави ги нашите слушатели. поздрав до сите слушатели на животен комичен мегахерц. Само не е животен, Тука е тоа е само друга емисија, комичен. ова е Комичен мегахерц, но ти благодарам за животот. Мегахерц, да ги поздравиме сите слушатели со желби да од мегахерц да стане гигахерц. Така е, брату. Поздрав, Јас ќе те Саше. побарам за 3 минути, Сашко, ти благодарам за јавувањето. Ај. Ова беше специјално Сашко Коцев за Сашко вас, Коцев дами и за господа. сите вие што сакате гратис билети, јавете се кај Сашко Коцев за Не се клади на енглези представата во МНТ. Бројот е 07. Трговско радио, дифузно друштво. Готово, веќе мафтат. Но Да, не си ова одиме. беше Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски и Жарко Димовски, или како вие сакате. Датум на емитување на емисијата 7.4.2017 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Сакајте се, чао! Би! Комичен мегахерц.